бројката од 103.000 тони, таа е можам да кажам дека нереална е ако земате она што пријавуваат у годишните извештаи колективните постапувачи кои управуваат со отпад од пакување. Бројката и сега со новиот закон кој што се донесе, бројката треба да биде количината на отпад од пакување кој што се генерира на отпад на годишно ниво, основата се колку се генерираат колективните постапувачи. Тоа е негде околу 65 до 70.000. Според ПАКОМАК таа бројка е подценета. Реално би требало да биде најмалку над 115.000 тони. Горе-доле, по моје мислење, реална е таа бројка. Околу количината на отпадот направена е анализа 2016 и 2017 реални мерења на создадениот отпад. Тоа значи дека камионот пред да отиде да го истори отпадот на локацијата која што е наменета за таа намера, бидејќи немаме стандардни депонии се уште изградено во државата, освен една Дрисла. Значи тие камиони отпадот од тие камиони беше анализиран и квантитативно и квалитативно. Така се утврдени реалните количини, барем за тој период кога се мерени, и се утврди колку е количеството на отпад од пакување во отпадот што го создаваат како комунален отпад нашите граѓани. Процентот излезе дека е некаде околу помеѓу 25 и 32, во зависност од регионот, нели побогатите региони создаваат повеќе отпад, по сиромашните региони имавме региони кај што навистина имаше мало количество на отпад од пакување.